Самото настанување на Миура е историско. Тројца врвни инженери од Сант'Агата Болонјезе имаа идеја да направат автомобил со спортско педигре еднакво добар и за тркачки патеки и за секојдневно користење на патиштата. Работеа кришум во своето слободно време, понекогаш и ноќе, затоа што основачот на компанијата Феручо Ламборгини преферираше моќни, но смирени гранд турери, место брутални спортисти како што беа автомобилите на неговиот ривал Енцо Ферари. Кога дојде време да му покаже што направиле, тој и покрај скептицизмот одобри да се продолжи со развојот. Кажа, нема да продадеме повеќе од 50 на примероци, ама ќе биде добра реклама. Решението што беше применето беше радикално од техничка страна, со попречно поставен мотор меѓу кабината и задната оска, привлече големо внимание на салонот на автомобилите во Торино есента 1965-та, каде беше изложена само шасијата на автомобилот без каросерија. Импресионирани од тоа што го видоа, ентузијастите започнаа да прават нарачки, иако не знаеа како автомобилот ќе изгледа. Воодушевен беше и Бертоне, на чие студио му беше доверена таа задача, која тие ја завршија само неколку дена пред премиерата, но без мотор во прототипот кој требаше да биде изложен. Самата премиера беше успех без преседан. Ги остави без див сите посетители и ги предизвика конкурентите да ги копираат неговите технички решенија. Миура ја стартуваше кариерата со V12 мотор од 4 литри со 350 коњи, чија сила и посебна позиција овозможуваа неверојатна динамика на возење. Затоа придонесе и подвозјето со независно ослонување со двојни рамења и диск со пирачки на сите тркала. Дизајнот на Гандини се надградуваше на тоа. Линиите на Миура со долга хауба, заводливо закривени површини и карактеристични предни светла кои се подигнуваа, беа створени за постери, скоро уметничко дело. Покрај тоа, со височината од само 1,05 метри, беше еден од најниските, а со декларираната максимална брзина од 300 км на час и најбрз серијски автомобил. Фактот што намерењата не постигна повеќе од 275 не го смени тоа. Се произведуваше 7 години, за кое време моторот беше засилен најпрво на 370, а потоа на 385 коњи, придружено од неколку ситни, но битни технички унапредувања. Стана посакуван статусен символ меѓу познатите и богатите и од неа беа продадени 763 примероци. Со неа започнува и традицијата Ламборгини да ги именува своите модели според личности и бикови од шпанската корида, а беше и прв модел кој го понесе познатото лого на марката.